Најголемата лекција ми било дека она среќата ги прати храбрите и дека стварно човек не треба да се плаши да скокне, затоа што јас верувам дека луѓето кои што се вредни, трудолюбиви и паметни, а такви млади има многу во нашата држава, реално немаат што да изгубат. Здраво, Теодора, како си? Здраво, супер, фала на прашање, ти како си? Супер опуштено, со вака инспиративни луѓе како тебе, секогаш е добро. Размислував кога те представам. Добро. И како? Добро. Да се само представам. Јас сум Теодора, предприемач, основач на две компании, Вруто, која што е дигитална маркетинг агенција, која работи со клиенти претежно од странство, најмногу од Соединетите Американски држави. И од оваа година основач на втора компанија, Галексија, која што е прва и единствена компанија кај нас која овозможува сертифицирани обуки за дигитален маркетинг со сертификати признати во целиот свет. Браво. Како се роди идејата за основање на Вруток? Многу интересно. Всушност би рекла повеќе дека беше шанса која што ми се даде и ја искористив. Малку бекстори, значи од секогаш, нели она малку клише звучи, ама така беше и во мојот случај. Од мала уште знаев дека еден ден ќе имам своја компанија. Знаев дека ќе биде нешто поврзано со маркетинг, ама нели кога сум била мала не сум била свесна точно што е маркетинг, како функционира. Работев околу 3 години во приватна компанија како извршен асистент /HR/ digital marketing /everything, да, /executive CEO. И едно време другар мој уствари отвори компанија за development. И ја викам, ај што ќе правам после работа, досадно ми е, викам, дечки, сакате ли нешто да ви помагам, пошто имаше он исто дел од маркетинг тим. И уствари се приклучив како тим лидер на нивниот маркетинг тим, меѓутоа аутсорс. И после работа, околу 2-3 сати секој ден, работев со нив. Они работеа ексклузивно како аутсорс компанија со еден човек од Америка. И после неколку месеци човеков од Америка ми понуди дали сакам да го превземам целиот тим, односно да се вработам таму фул тајм. Браво. Не прифатив тогаш, заради тоа што компанијава каде што бев навистина ми беше супер, сакав таму да напредувам и сите тие работи. После неколку месеци другаров одлучи да функционира само со делот за development и се договоривме да го превземам јас целиот маркетинг тим за да и да отворам нова компанија. Значи некако желбиве што сум ги имала спонтано се остварија. И интересна работа која што се случи после 6 месеци од основањето е еден ден американецот магично го снема. Ми пиша мејл, од следен месец не работиме, крај. И јас бев оставена со 15 вработени. Што збориш? Да. Објасни зашо се повлекува или? Не, имаше еден период кај што неколку пати ми кажа као не сум задоволен ово она и сега нели секој нормален ќе каже добро, кажи што не чини нели за да средиме. Од оваа перспектива веројатно буџетот бил веќе исцрпен и не знам што се случило. Мислам сега се смеам, али тогаш не беше смешно. Не знам такви ситуации, да. Да. Тогаш беше целиот свет се распаѓа. Тогаш, значи буквално имавме, да, бевме 15 луѓе и целата заштата што имав од компанијата ја потрошив за да ги исплатам платите на вработените, за да испаднам фер до крај, нели. Нормално и тие беа фер. Знаеш како функционираат тие работи со потпишување на договори, им кажав дечки како тоа е тоа што се случува. И после тоа, значи тогаш не се викаше Вруто компанијата, имаше друго име и баш памтам, тогаш ми се случи еден преокрет кај што више ми пукна филмот, се одселив од дома и реков сега почнувам from scratch сама, што сака нека биде. Се одселив од дома, работев фриленс 3 месеци. И после тоа почнав да работам со практиканти. Во тоа време Петар од Brainstorm многу ми помогна заради тоа што дел од луѓето кои што беа на академијата таму дојдоа кај мене на пракса, да. И така некако се разврза се и еве сме денеска, да, после 3,5 години. Сега кажи ми за има во Вруток. Како дојдовте да ја крстите компанијата Вруток? Ако ми веруваш, стварно месец дена потрошив на пребарување на интернет инспирации, не знам, да смислам некои збори слично. Многу ми беше важно да биде .com и многу се измалтретирав со тоа. Еден ден се враќав од Маврово и ја видов таблата, нели имав табла Вруток село.
Викам, чекај бе да видам вруток, викам на дечко ми, викам, абе, место да ставам 2, некако така без никаква, да речам, многу спонтано. И викам, чекај дали има .com домен, има .com, го купувам, викам, тоа е тоа името, дај, викам, да средиме, више не можам, викам. И така, ама некако после се разврза приказната дека ете доаѓа нели од Македонија, дека значи извор на нешто што тече, што се менува дигиталниот маркетинг. И убава приказна. Се менува цело време. И така. И денес сте присутни во колку пазари? Значи имаме клиенти во Америка, Австралија, Западна Европа, сме работели исто со Дубај и hopefully Африка. Тоа ни е планот сега за до крајав на годинава, баш моментално имаме преговори со еден клиент. Како ги пронаоѓате клиентите, бидејќи нели најчесто некој наратив што мислам вие како компанија, ти како личност го менува што е наратив, меѓутоа дека е тешко да се изгради глобален бренд од Македонија, дека земјата не е позната. Реално, да. Јас сум се соочувал со тие проблеми бидејќи ти изгледаш топ продукти имаш и така натаму, ќе те прашаат кај е Македонија, што е Македонија, и да не збориме после тоа за сите процеси што се случуваат кај нас, меѓутоа кој совет би им го дала на луѓето што размислуваат глобално да се насочат од земјава, бидејќи реално и премал пазар сме за еден продукт да биде присутен само тука. Да, во нашата ситуација, бидејќи јас кога ми се случи тој преокрет, малце работев и фриленс, така почнав да ги градам клиентите и после од еден на друг клиент по препорака, више нели кога имаш резултати да покажеш што си работел, многу е полесно. Сега најискрено не правиме никаков cold outreach, најголем дел од клиентите ни се или по препорака или клиенти со кои што работиме долги години. Меѓутоа мислам дека LinkedIn како платформа е стварно добра, сега зависи нели од моделот на бизнисот. Нашиот бизнис е typical сервис бизнис. Значи реално секој човек кој што сака да отвори компанија за сервис може да почне како фриленсер, да направи одредено портфолио и после тоа нели да гради. Јас познам многу луѓе што си имаат на пример специфицирано, што имаат само SEO компанија или не знам само дизајн, што почнале така. И мислам дека е тоа некој најбезбеден начин кај што не мора да се задолжуваш финансиски или да земаш кредити за да отвориш компанија и слично. Значи ние не сме правеле некој кој знае какви маркетинг ефортс да речам, меѓутоа стварно мислам дека е фокусот на тоа да почнеш од негде, да направиш портфолио и да донесеш резултати. Јас дури сум имала ситуација кај што на пријатели што имаат компании, сум им викала дај бе ќе направиме нешто, да имам портфолио што да ставам. Така да и тоа сме. Бидејќи особено во вашиот сектор важно е портфолиото што имаш. Да, и конкуренцијата е стварно голема. Значи не само во светот што е голема, туку реално сега и во Македонија е, затоа што луѓе колку толку сега има разлика од пред 3 години. Ние кога почнувавме стварно уште не се знаеше толку. Сега на пример со сите активности што се случуваат во Македонија со стартапи, нели има иницијативи за доближување, луѓе повеќе дознаваат за нас и мислам дека има малку олеснат процесот на луѓе во сега што би почнале со бизнис. Апсолутно. А што го прави Вруток поразлично од другите дигитални маркетинг агенции? Знаев дека нешто вакво се спрема. Да. Би рекла искрено само посветеноста и начинот на кој што комуницираме со клиентите. Маркетинг агенција како маркетинг агенција, таа е, значи сервисот е тој. Немаме ние некаков, како да речам, key selling point дека ние ќе ви донесеме сигурно резултати. Мислам тоа не е нас работа, ако не ти донесам резултати, нели? Како и во секој бизнес, да. It's obvious. Најмногу би рекла односот кој што го имаме со клиентите и посветеноста. Заради тоа што стварно се грижиме за клиентите и тие го чувствуваат тоа. Ние не земаме клиенти по секоја цена. Ни се случувало да имаме периоди кога сме имале многу работа и стварно сме одбивале клиенти, кога стварно не можам да се посветам. И би рекла дека е најмногу оној human touch кој што го имаме, да стварно проектите кои што ги работиме со љубов за да успеат. Не само нели за да се... Као да е твој продукт. Да. Јас сум имала ситуации кога не сум спила навечер зашто сум се нервирала за некој клиент кога зашто на пример не функционира ова или нели и слично. Која е најдобрата лекција што имаш научено од водење на сопствена компанија? Бидејќи нели има една прво романтична слика дека имаш сопствен бизнис, дека си сам свој газда, нели на почетокот кога ги отвараме компаниите, ние почнуваме
маца тој филм да го фураме, нели, као е предприемач и така натаму, меѓутоа, да бидеме реални, има и стресни моменти. Кога си одев од компанијава кај што работев, собственикот ми се насме и ми рече: "Ке видиш, вика, сега како ќе почнеш да не спиеш навечер, па ќе се будиш и слично." Али мене најголемата лекција ми е дека кога имаш желба за нешто, мораш да си храбар и буквално знам дека звучи клише, пошто го зборат многу луѓе дека мораш да скокнеш. Претходниве 2 интервјуа, Добро. сите на овој начин ги кажувавме работите. Знам дека звучи клише, меѓутоа со сите зборевме дека во клишето има најголема вистина уствари. Дека стварно јас зборам за ситуацијава конкретно кога требаше да одлучам дали ќе дадам отказ од работа и ќе почнам нешто, и многу е интересно дека стварно сите околу мене сакаат да ме заштитат и ми викаат: "Па размисли, ама добро ти е на работа." Мислам, пошто јас стварно во компанијава бев стрекна, значи немаше ни една ситуација кај што јас сум рекла че ќе барам нова работа. Значи баш ми беше супер. И тогаш само вака си реков, 26 имав, викам подобро на 26 него на 56. Значи ако сега викам сгрешам, конкретно мојава ситуација, пошто тогаш не бев у брак, немам деца, млада сум, немам викам што да изгубам. И најголемата лекција ми било дека она среќата ги прати храбрите и дека стварно човек не треба да се плаши да скокне, затоа што јас верувам дека луѓето кои што се вредни, трудолюбиви и паметни, а такви млади има многу во нашата држава, реално немаат што да изгубат. Да. Значи, ја знаеш како сум викала, окей, ако ми пропадне све, ќе идам ќе работам у кафич 3 месеци и дур да се ковидот снајдам. покажа и мислам се без разлика што е најголема глобална здравствена економска криза, дека гледам сега ковидов инспирација за многу луѓе да започнат бизнес, што викаат сега стварно Па нема јас што да само изгубам. познавам околу 4-5 луѓе што почнаа сега бизнис и стварно што им оди супер. Како мислиш, што мислиш дека е потребно, бидејќи има сега еден бранд на, јас се ги викам национални херои, луѓе што си започнуваат бизнеси и што делуваат и локално и интернационално, меѓутоа што треба сите ние да направиме да излеземе од тој мајндсет на комфорт, бидејќи најчесто од мали сме учени, така и општеството некако не наведува дека најде нешто што е стабилно, што е сигурно и некако сите ние не сме учени да преземаме ризици. Што треба да направиме да го промениме тоа? Мислам дека децава, младиве треба да станат побунтовни. Да си го, не знам сега ова, чеки да размислам. Јас, например, сега Нема, ја мислам дека и луѓе, многу е важно од луѓето. Мене знаеш што ми е најголемиот, што ми беше најголемиот проблем, знам ја кога отворив мојата фирма и кога почнам да зборувам, најчесто реакциите беа што збориш, што има да те знаат другите, глеси, а за да промениме општество реално, јас ти луѓето како нас, луѓето од стартап заедница треба да почнуваат да зборат за успесите. Точно. Јас би рекла дека мора да станат младите бунтовни, ама не бунтовни да излезат на штрајк, туку бунтовни за да го добијат тоа што го сакаат. Значи јас буквално се сеќавам, значи дури од како ми се случи тоа кризата со фирмава, кога почнав сама, работев од дома неколку месеци и тогаш сакав да земам канцеларија. Моите дечко ми другарките си, не ти треба канцеларија, па ете можеш од дома, викам луѓе, значи остајте ме на рад, да си правам што сакам јас да правам. И буквално се карав со сите, нели? Онака да одиш да го направиш ти што сакаш, едноставно да не ги слушаш другите. Затоа што младиве имаат еден куп идеи. Јас се среќавам секојдневно, еве кога сме одале нели на обуки, на презентации, еден куп деца со стварно добри идеи, што се плашат. Нема од што да се плашиш, значи треба и ние да направиме некој систем за поддршка да знаат. Јас би рекла дека треба да сме малку построги искрено со системот. Знаеш зашто? Затоа што од една страна многу ми се допаѓа тоа што имаме сега, нели има еден куп иницијативи, се инвестира и сите тие работи, меѓутоа од друга страна мислам дека малку недостигаат предавања или говори кај што некој малку поќе ги раздрма луѓето. Знаеш, да не биде све nurturing, као дечки вие сте супер, туку да им се рече, ако сакаш да направиш, мора од тебе да почне. Значи системот се согласувам. Тоа е најтешката трансформација. Да, значи ако сам ти не се средиш со себе, ја што викам, ако не си ставиш у глава, добро идам сега и го правам тоа, можеш да го имаш каков сакаш систем и тоа е доказ, значи сите успешни приказни од Македонија се доказ
дека не е секогаш до системот, туку е и до индивидуата, затоа што на крајот индивидуалците го прават системот. Не, Нели, знаеш, кога ќе се и луѓето собереме- како тебе и сите други представници од стартап заедницата се тие што ја носат промената, бидејќи Точно. за прв пат, мислам дека за прв пат последните 2-3 години збориме за предприемништво како нешто што е интересно, нешто што може да се живее, па и промена да се донесе, бидејќи на крајот од денот ние перцепцијата и за нашава земја и за бизнис светот можеме да ја промениме само преку примери како твоите и на млади луѓе. Па тоа викам и после тоа ние го правиме системот, пошто јас и ти сме сега системот, нели? Другиве луѓе кои што се дел од заедницата, ние сме системот. Инклузивен процес, мора да се работи заедно. Се зборува многу и за жените во стартап секторот. Се повеќе жени, девојки исто така отвораат бизнис. Што е кој би бил твојот совет до нив? Бидејќи се уште некако постои таа перцепција и се менува дека е машки свет, дека, знаеш, некој наратив кој што се менува, меѓутоа се уште... Да. Искрено, мене малку ми пречи тоа делење на машки и женски, заради тоа што верувам дека за успех е потребен карактер, заради тоа што знаеш како, се согласувам дека треба да има инклузивност на жените и во технологија и во бизнис. Стварно се согласувам затоа што нели ги гледаме и статистиките, бројките се помали. Меѓутоа кога станува збор општо за комјунити, за стартап заедница, не би го дала советот само кон жениве. Знаеш дека сите млади треба да се храбри. Реално дали си машко или женско не менува многу, мислам како да кажам. Точно е дека некогаш реално има повеќе пречки од X причини, дали пошто се луѓето бајас или не знам. Меѓутоа, како да кажам, би рекла дека, значи советот према девојчињава и жениве би ми бил да не се гледаат себе си како жена или машко или туку да се гледаат како карактер со свој став, со свое знаење, со свое искуство и со свој бизнис. Дека само со таков мајндсет ќе успеат да се пробијат, затоа што од психолошка гледна точка и подсвесно може многу да влијае ако јас си мислам дека сум женско и дека сум угнетена и дека нема за мене правда, тоа ќе ми влијае на моите постапки како јас се однесувам со заедницата и со околината. Да. Нели? А ако си речам, окей, јас сум индивидуа која што има идеја, сака да направи промена, може да придонесе, тоа нели се ова малце подлабоки теми како подсвесно ти влијае. Да, али повторната епизода ќе гледате. Да. One on one. Да, така да не ми се допаѓа таа поделба машки и женски, мислам дека тоа со инклузивноста се согласувам за да се направи некаква еднаквост, дека треба повеќе шанса да им се даде. Меѓутоа тоа не значи дека само зашто си женско треба да си привилегиран или па да си негиран. Значи треба да ги гледаме сите еднакво. На крај визијата и идејата се најважни. Затоа што имаме многу супер примери кај нас од жени предприемачи, нели? Да. Само што тоа што ми се допаѓа па на пример периодов е што повеќе доаѓа до израз. Претходно веројатно не сме ги гледале толку по социјал медија, не биле толку активни. Сега уствари го гледаме нивниот импакт. Култура на споделување искуство. Да. Мислам дека и луѓето се похрабри да зборат и кога проект им пропанал, кога нешто не успеало, бидејќи види за позитивните работи можеме да збориме. Точно, да. Али ако зборуваме за тие негативни работи, тога се чувствува промената. Да. За крај кажи ми кај се гледаш за 10 години. За 10 години се гледам од професионална гледна точка со уште една компанија сигурно. Холдинг, значи тоа што ќе биде. Меѓутоа компанија која што ќе биде посветена на едукација на деца. Тоа ми е голема желба што така некако природно, знаеш, маркетинг агенција, па едукативна компанија, па сега следново ми е со деца затоа што верувам дека децата реално најдобар импакт може да направиме ако инвестираме во тоа. Се гледам со семејство од минимум 3 деца кои што ќе учат во мојава компанија. Кои бидат први тест клиенти. Да, и би сакала да посветам повеќе време и внимание на проекти кои ќе бидат поврзани со поддршка на млади, особено на млади кои што се од загрозени семејства, заради тоа што и тие заслужуваат иста шанса како и сите нас и не треба нели да ги заборавиме во никој случај. Теодора, фала ти за времето. Фала и на тебе да за поканата. Направено и ти се следиме. Фала многу.